Живеат буквално во картонска кутија. Едно сопче изградено од картон и најлон, со дупки од сите страни, каде што кога врне дожд, внатре е исто како да си надвор. Нема никаква разлика. Спијат во локви вода. Од покуќинина немаат ништо, освен еден сунгер за спиење и по некое алиште. Немаат ниту струја, ниту вода, затоа што објектот никаде не е заведен. Ваков е животот на семејството Османовски од Прилеп, кои кога многу врне, овие есенски денови спијат по пријатели. Девојчето име со посебни потреби, а Джелин Османовски е инвалид по добивањето на мозочен удар пред извесен период. Ова не можам јас веќе, јас и сум болна, имам слабо срце, 2 инфаркти имам, не можам веќе и јас. Не можам да влечам ни вода, нема ни струја, ништо. Каде спиете? Спијаме по луѓето, привремено, ама до кога по луѓето ќе ги носам 20 инвалидни луѓе, од утре кој ќе падне снег, јас не можам 20 да ги влечам по луѓето, да спијам. Ја молам државата да ми се помогне со овие 20 луѓе инвалидни. И да ми помогне, немам ни огрев, ни шпоре, ништо. Видевте како е натре. Немам ни алишта веќе да се облечем. Од Центарот за социјална работа од Прилеп ги добиваат сите потребни парични средства и помош кои што им следуваат. Благодарни се за тоа, но бараат и социјален стан од државата или барем една соба, па макар и си плаќале кирија за неа. Во затвор живееме овдека. Врни натре, темница, ништо не се гледа. Како во затвор, во карцел да сме. Врни дош, сето натре. Врни, во поплава живееме над нас. Некоја куќа кој има некаде состан или некој стан солидарен, имам пари, ќе си плаќам тоа што треба таму, сите средства ќе си ги плаќам, значи имам пари доволно да си ги плаќам средствата. Имале во минатото едно сопче од плитари, но и тоа го продале во 2016-та и заминале во Германија, за да ја направат операција од тумор на главата нивната ќерка. Од тогаш па се до денес спијат каде ќе најдат, под кирија или во вакви услови како што се овие, под секое човечко достоинство. За Сител Дарко Штарговски.